ден и од мене стартува уште едно ново издание на магазинот за родителство, за практично родителство 0+ месеци на телевизија Телма. Болките во рацете и нозете кај децата не се реткост, особено во периодот на интензивен раст. Овие тегоби лекарите најчесто ги опишуваат со терминот болки при растење. Како да препознаете дали се работи за овој безопасен проблем или пак стои некој посложен проблем во позадина? Нова тема денеска ќе разговараме со доктор Антонije Хаджи-Антоновски, специјалист ортопед од Ортоплус. Добре ни дојдовте. Добре, Венада. Значи денеска ќе зборуваме дали растењето може да боли, но за да стигнеме до таму, може да почнеме како децата растат и кои се фактори влијаат на нивниот раст. Растењето супер тема за родителите, секогаш дискутабилна, секогаш родителите загрижени, ќе дојдат дали моето дете добро расте, дали што треба да правиме, како треба да правиме. Растењето како феномен кај луѓето започва нели уште од самото зачнување на човекот во стомакот и продолжува во текот на животот. Дали боли, дури хук која се прави во чудовиште вришти, значи боли. Така. Така да секогаш растењето е пропратено со болка. Само што дали детето ќе се жали или не е разликата во прагот на толеранција на детето, дали може да издржи таа болка или не може да издржи. Така. Кои се фактори влијаат на растот кај децата? Многу фактори влијаат. Пред се најбитна е генетиката. Колку има потенцијал детето да расте, какви се родителите, какви се бабите, дедовците. После тоа е битно начинот на исхрана. Значи дали детето се храни правилно, дали несува доволно витамини, минерали, дали се опфатна исхраната. Потоа е битно дали постои некој нарушен процес, дали случајно има некој проблем со внатрешните органи, со срцето. Многу често имаме задоснување на растењето кога имаме некој здравствен проблем кај детето и тоа е битно да се открие навремено, за да може детето да надокнади во растот да ги прими сите потребни развојни етапи од телото. Кога децата растат, дали постојат некои периоди на поинтензивен раст? Да, постојат поинтензивен. Првиот интензивен раст почнува во стомакот. Во последното тромесечие за време на бременоста имаме прв интензивен раст. Само што ќе излези детето од стомакот на мајката, веќе после 3-4 дена почнува вториот интензивен раст. Во првата година, поточно во првите 6 месеци од животот е доста интензивен растот кај децата. Во неколку интервали се случува и тоа родителите го приметуваат ако знаат за тоа преку симптоми. Тие симптоми се најчесто раздразливо дете, во тој период детето сака многу да јаде, дури значи не може да ги следи препораките на 2 сати доење, значи за пола сат сака повторно, да. Во тој интензивен период на растање обично пред да почне на пример 2-3 дена може да е поспано детето, кога ќе почне интензивниот раст да нема во тие 3-4 дена додека трае, да нема спиење воопшто, дури и затоа децата, родителите знаат со ноќи да поминат со децата во раце, не можејќи да спие детето, ќе дојдат во амбуланта вознемирени, што се случува и не може секој пат да се претпостави што е причината, дали се причина грчеви во тој прв период, ама среќа овие мигови поминуваат, се стабилизирува ситуацијата и тоа се поминува незабележително. Многу ретко се всушност децата нетолерантни на таа болка и ја покажуваат. Најголем дел од децата може да ја издржат болката. Среќата во овој прв период кај новороденчето во првите 6 месеци е што тоа не е оптоварено од гравитација. Што подразбирам по тоа? Значи тие децата кога стојат, коските се оптоварени од гравитација, они не може да растат преку ден, растат само во ноќниот период и тогаш е тоа интензивно ноќно растење и тоа тогаш боли многу. А бебињата растат во текот на целиот ден. Сем на Балканот кај што уште од најмали нозе сака да ги исправа, да ги вертикализираат и тука ја грешат работата и тие деца имаат полош сон и им ускратуваат од дневното растење, кој што е многу битно
во првите неколку месеци од животот, зашто децата во првата година успева да пораснат негде и до 25 сантими во висина. А многу често со тоа вертикализирање, со ставање во помагала, со тоа што ги оптеретуваат коските, го ускратуваат и детското растење. Знаете, коската, кај децата коската е единствено нешто што интензивно расте, подесто растењето не го прават коските. Прво започнува во мозокот, во хипофизата се лачи хормон, тој хормон поминува низ телото, доаѓа импулс до коските и коските во крајните делови растат, не расте во средината коската. Има таа една специјална плоча, епифизна плоча, и таа тука клетките се намножуваат и тука се истуркува коската и тука расте таа коска. Секогаш кога коската се издолжува, сите околни структури, мускули, кожа, се обтегнува. Тоа не може да не боли. Так. Значи, кога сето тоа ќе се затегне, тука се случуваат еден куп клеточни процеси, тие сите предизвикуваат една болка. Ние ќе се штипнеме па не боли, а камо ли да обтегнеме целиот мускул. А дали децата растат пропорционално во поглед на глава, на труп, екстремитети, раце, нозе? Да. Трудно да кажам и за фазите на развој, само првиот го започнав. Пропорционалноста е нешто што ја немаме кај децата. Јас стално во амбуланта им кажувам битно да е пропорционално телото, ама тоа ние од докторски аспект да видиме. Иначе кога ќе погледнеме, замислете главата на детето на 2 годишна возраст достигнува 90% од големината на возрастен човек. Така има голема глава и мало тело. Пропорцијата ја немаме, ама таа пропорција што на нас медицинските лица ни е битна, трупот и екстремитетите да бидат сразмерни. Збориме кај новороденчињето. Додека за разлика во пубертетот, рацете стануваат прво растат екстремитетите и нозете, а трупот касни малку со растот. И тука имаме исто диспропорција на телото кај поголемите деца. Вториот, сакам да ви кажам за етапите на развој на раст кај луѓето. После првиот интензивен раст, после 6-тиот месец, влегуваме во еден стабилен период. Од 6 месеци до 3 години е постепен развојот, нема нагли растења. Негде од 4-та до 6-та година исто немаме нагло растој, ама тука имаме многу развивање на вештини, на моторика, и тоа е многу битен и затоа телото е малку стишено во овој период. После тоа настапува наредната фаза на интензивен раст, таа е негде после кај женските деца малку порано, кај машките малку подоцна. Тоа е влегувањето на вториот интензивен раст, тоа е пубертетот. Во пубертетот имаме страшни скокови на раст, некој пат се измерени и по сантим на вечер да порасне личност. И тие се врзани со и обично во тој период не се појаваат и секундарни полови карактеристики и на пример кај девојчињата обично завршува растот со појава на менструација. Нешто ситно после тоа порастува тоа што малку нешто неколку сантиметри, а и тука завршува обично растот кај девојчињата околу 14 години. Секако може да има отстапки, да, индивидуално. А додека кај момчињата растењето може да трае и до 20-та година. Многу е битно родителите да сватат дека не растат луѓето по книга, дека не растат по линија и дека не може сите деца да напредуваат исто. Тука зависат многу фактори. Една настинка може да успори брз раст, ама тоа не значи дека кога ќе помине настинката, дека детето нема да надокнади. Како што, например, кај детенца со срцева мана, кој ќе се оперира срцевата мана, детето ќе постигне повторно добар раст. Иако секој дете е приказна за себе, сепак на која возраст децата најчесто се жалат на болки во рацете, во нозете, кои што се опишуваат како болки при растење? Видите, децата треба да знаат дека ги боли за да знаат да се пожалат. Малите деца не може да се пожалат, зашто нема никако да ви кажат.
и тие ќе се разбудат сред ноќ, ќе вришти, ама толку му се спие што ќе се сврти на другата страна и ќе се заспие. Еве кој ќе почне да разбере, да вика мамо дојди. Па и тогаш не секогаш може да прецизираат каде ги боли, што ги боли. Обично се жалат, ги болат мускулчињата на бутовите, позади коленцето, долу листовите дека ги болат. Децата се жалат, ама вообичаено е кога болката од растење е да заврши во текот на ноќта. Значи, ако се појави таа, треба и таа е обично во двете нозе, не е локализирана стално во една точка или во една нога. Значи симетрична треба да биде. Мора да биде симетрична, ако се жали детето секојдневно на иста болка во една нога, обавезно да се обрата до нивниот ортопед или лекар. Болката не треба, ноќната болка треба сабајле да исчезне. Значи, болката од растење. Дека најчесто навечер се јавува. Да, најчесто се јавува ноќно време, по сам активен ден, и многу научниците сметаат дека ноќните болки и не се врзани со растењето, туку се врзани со активноста преку денот. Има и една презафатени се за да мислат на болка. Да, баш буквално така. Има и една теорија дека овие болки и тоа им советуваме на нашите пациенти кои што ќе се јават во нашата амбуланта со многу големи болки, е да направат испитување која е концентрацијата на D-витаминот во телото, затоа што многу често при дефицит на D-витамин во телото, кога нема D-витамин во телото, потребите на организмот за калциум, затоа што поради недостаток на D-витамин не може да се ресорбира калциум во цревата, потребите телото си ги обезбедува од коските. И он го вади калциумот од коските, ги прави коските меки, а со тоа и болни, и мускулите, и коските болни. И можно една од тие причини, секогаш кога постои ноќна болка, испитуваме и обично сме откриле недостаток, дефицит на D-витамин. Дали тоа значи дека кога децата подолго време се жалат на вакви болки, родителите сепак треба да појдат на лекар бидејќи може се работи за некаков дефицит? Ако се работи за подолго, значи ако се 2-3 дена и прекинат болките, ништо страшно. Тоа што е многу битно да знаат родителите, ако детето се разбуди сабајле и криви, не може тоа да биде болка од растење. Одма да се јават на лекар. Постојат неколку состојби, поготово кај помладите деца, што, например, ќе чекаат родителите со месеци детето да криви и после тоа ќе дојдат на лекар и, нажалост, тогаш откриваме состојби кои што се веќе многу штетни за децата, направиле проблеми како што е морбус пертес, тоа е една болест која што ја распаѓа главата на бутната коска заради долготрајно кривење и едноставно неприметено на време дете. Каде е мојата препорака? Доколку го приметите дека вашето дете криви, не чекајте. Не чекајте. Многу и од лекарите ќе направат отстапка и прекурет ќе прима дете и тоа е приоритетен упат да дојде да се прегледа тоа дете, за да се трне едно воспаление на колко, да се трне некоја посериозна болест од што детето може да криви. Доколку се работи за болки при растење, децата често пати од родителите бараат да ги измасираат, самите бараат масажа. Помага ли масажата? На секого му помага масажата, така и на дете. Ја дури им кажам на родителите, за да не се, обично децата чекаат лекче да им даат, и викам ќе ставите едно сокче во некој шишенце, ќе даете сирупче, ќе се напие детето, ќе се заврти, ќе се заспие и кој ништо не било. Плацебо ефект, да. Масажата секако дека помага на сите луѓе, го лабаува мускулот и може он да ја помине ноќта. Во принцип, тие се многу кратки интервали кога децата ја чувствуваат таа болка. Има и уште нешто што е многу битно, не заборавам да го спомнам. Во малку негде отприлика од 9-та па до 13-14 годишна возраст, поготово кај деца што се занимаваат со спорт, постојат и болки кои што ќе се јават, например, под коленото, болки во петата. Тие се болести кои што се врзани со растењето.
И треба секој пат да се сватат сериозно и децата во тој период да мируваат малку, да се стабилизира коската, затоа што например постои една болест се вика Озгул-Шлатер, Озгул-Шлатер. Тоа е бутниот мускул е најголем мускул во телото и он е припоен на плочката и таа плочка е припоена на подколеницата, баш во делот кај што расте коската. И кога децата се многу активни, заради овој најактивен мускул во телото, бутниот мускул, он како што тегне, откинува цело парче од коската до ранг на врскашеница. И тоа е страшно болно кај децата. И мора секој пат дете кој се жали на болка под коленото, а е во таа зона кога брзо расте, треба да се свати сериозно и треба да се изреагира на време и да се однесе детето на лекар и да се провери да не се работи. А додека болката на петата, тоа е болеста на север, така се вика, морбус север, исто настаната од растење кај спортисти што спортуваат на тврди подлоги и знаат да се јават такви болки и тие треба секој пат да бидат приметени на време и да се изреагира на време. Може ли кај децата да се јават болки во нозете и поради ранни стапала, па да се помеша родителите да сметаат дека се работи за болки при растење и да не обрнат внимание? Да, вака, рамното стопало е една многу голема тема за дискусија. Рамното стопало е првен, ја со сигурност тврдам дека семо ние што се екстремни случаеви на рамно стопало, кај што имаме калкановагус поголем од 15 степени, активните децата заради својата активност не може да чувствуваат болка од рамното стопало. Рамно стопало можеме ние да патиме, возрастните, заради постоење да не боли кичма, да не болат листови, дете не. Децата кои што се активни го доведуваат со стопалото во совршена позиција со самото тоа што стојат на прсти и рипаат, а тука не може да има проблем. А ако е некој екстремен случај, секако дека треба да се коригира и да се види од страна на лекарот. Стопалата се двигател на телото и ако се наруши оската на држењето на телото, секако се нарушува и растот на телото и тука може да јави болка, ама децата не би регистрирале таа болка. Не би регистрирале. Да. Како се диагностицираат болките при растење, доколку дојдат родителите во ординација со обрадат? Има ли начин да се постави точна диагноза? Диагнозата нема, затоа што ние не сме присутни кога детето се жали, ама сепак во растот на децата, ако приметиме дека детето има константна болка и таа се повторува секоја вечер. Ако се повторува секој вечер на исто место, тогаш ќе се посомнуваме и на нешто многу посериозно. Ако таа болка завршила со текот на ноќта, тогаш немаме никаква секирација. Во поглед на такви константни болки, постои еден бенигнен коскен тумор, остеитостом се вика, и он ни дава само ноќна болка. Преку ден не боли. И е многу интересно и тоа го користиме во диагностика, се смирува со еден обичен парацетамол. И знае детето константно, се жали, вика тука ме боли секоја вечер, значи она до вриштење болка и упорно тоа се повторува секоја вечер без исклучок. И со еден тест, со еден обичен парацетамол, кога се смирува и после на рентген слика откриваме дека се работи за еден ситен коскен тумор, кој што дава баш таква ситна болка, иритирачка, детето му го нарушува сонот, со тоа му го нарушува квалитетот на дневното живење, а ако не биде приметено, детето ќе се мачи долго време. Во поглед на растењето е интересен податок да ви кажам, има правено еден австралиски ортопедски институт има правено истражување како влијае стресот кај децата врз растењето. Докажано дека децата за време на летниот одмор растат повеќе него за време на школските денови заради стресот што го доживуваат на училиште. И затоа со големи
со големи напори се трудат да го трнат стресот од училиштата, да не бидат децата подложени на стрес за време на школувањето. Самиот стрес го намалува имунитетот, вела дека дури децата во градинките почесто се разболуваат поради стрес, не сакаат да таму и паѓа имунитетот. Затоа летото е прекрасно. Да, треба да се ужива. Што почесто да се оди на одмор, ете тоа е добро и за растењето. Да, одлично за растењето. Доктор Антонија, ви благодарам што бевте дел од Нулем Плюс. Се надевам дека гледачите ужива во денешниот разговор, бидејќи може да добијат многу корисни совети и препораки поврзани со болките во нозете кај децата, пред се во нозете. Дали се јавува и во рацете? Ете, не спомнавме со во рацете, да. Значи може да се жалат истото може да се жалат на болки во рацете, да. Следниот пат се надевам дека ќе зборуваме за витаминот D. Да. Бидејќи тоа е тема која што многу ги интересира родителите, секогаш има многу прашања поврзано со Јас ви стојам на располагање. Кога сакате тука. Се гледаме наскоро. Се гледаме. Фала ви. Ви благодарам, почитувани, што не следевте денеска со внимание. Се гледаме секој работен ден во рамки на утринската на Телма и утре имаме интересна тема поврзана со исхраната на децата. Не секогаш децата треба да примат пробиотици, можат да конзумираат и храна која што делува како пробиотик. За сето тоа подетелно утре во Нулем Плюс. Се гледаме, пријатно.